Hello dear students, how are you? Како што крајот на учебната година се наближува, така и ние полека се наближуваме до крајот на нашата приказна со нашите јунаци Larry и Lulu од нашиот учебник Set Sail 1. Ајде сега да видиме што се случува веќе кон крајот на нашата приказна, која што цела година ја изучуваме со нашите јунаци Neni Shine, Larry, Lulu, Chuckles, Sumit. И ќе запознаеме едни-две нови личности кои што се интересни и ќе ги сретнеме и во трето оделение. Може да ја отвориме книгата на page 58, страница 58. Имаме неколку нови зборчиња да научиме од темата Playtime, да ги чуеме, listen and repeat, па потоа ќе видиме зошто сите дечиња овдека се среќни, весели, насмејани. Listen and repeat. Playtime. Listen and repeat. Surprise. Surprise. Summer. Summer. Holiday. Holiday. Sun. Sun. Тоа беа првите 4 зборчиња, кои што сега можеме уште еднаш да ги повториме. Ајде сите заедно. Surprise. Surprise. Кога ќе го кажеме и тој збор со повишен тон на гласот, обично некој ни вели close your eyes, and now you have a big surprise. Имаме големо изненадување. Навистина би било интересно, убаво да се изненадиме кога ќе заврши учебната година и еве да добиеме можеби некаков интересен подарок, како ова детенце што си добива велосипед. Surprise, изненадување. The second word, вториот збор. Summer. Summer. We all love the summer. Summer, лето, едно од годишните времиња, покрај spring, пролет, summer, лето, autumn, есен, winter, зима. Сите заедно ги викаме seasons of the year или годишни времиња. The next word. Oh, this is nice. It's a holiday. Да повториме. A holiday. This is a summer holiday. Кога сме лето, сакаме најчесто да одиме на летен одмор, меѓутоа holiday може да значи и одмор во кој да е период во годината. Може да биде и winter holiday, па да одиме на зимски одмор. Исто така, зборот holiday може да значи и празник, кога имаме, например, New Year's holiday, празник Нова година, или Christmas holiday, кога е Божик, Easter holiday, кога е Великден. Значи, некои посебни денови во годината може да ги викаме исто така holidays, празници. И на крај, we all love the sun. When the weather is sunny, we are very happy and joyful. Сите сме среќни кога времето е сончево или sunny, а зборот за сонце ни е sun. Very nice. Да се префрлиме сега во учебникот, каде што ги гледаме дечињата. Сите се собрале на едно место, се сеќаваме минатиот пат. Еве може само да видиме дека се собраа на една забава за крајот на учебната година. Сите другарчиња присуствуваа каде што се организираа музичка забава со музички бенд. Lulu is playing the trumpet and Chuckles is playing the drums. Larry is playing the guitar. И така натаму, значи сите си се организираат и си се забавуваат за крајот на учебната година. Субава закуска исто така. А сега
да видиме како Нени Шајн им подготвила некое изненадување. So let's see Neni Shine's surprise. Let's listen and watch the video again. Listen and watch. Hooray! Okay, everyone. I've got a surprise for you. Close your eyes. Oh, I like surprises. Ready? Open your eyes. This is Punch, and this is Judy. Hello, Punch. Hello, Judy. Judy, what time is it? Oh dear, I don't know. Punch, what time is it? It's playtime! No school today! Let's have a party! Yay! Hooray! Yes, Punch and Judy are very famous dolls or puppets. Овие куклички, сега што ги слушнавме, се викаат Punch and Judy, имаат многу интересен начин на зборување. Тие ги викаме puppets или hand puppets, односно рачни кукли. И некогаш може би сте имале прилика да присуствувате на куклен театар, каде што вакви кукли всушност можеме да видиме како интересно глумат и не забавуваат. Хајде малку сега да ја повториме заедно приказната. Ќе одиме, значи, слика по слика да повторуваме. Hooray! Hooray! Кога се радуваме, викаме hooray! Okay, everyone, I've got a surprise for you. Close your eyes. Lulu veli, oh, I like surprises. Сега на втората. Ready? Open your eyes. This is Punch and this is Judy. Да ги запомниме, Punch and Judy. Hello, Punch. Hello, Judy. Judy, what time is it? Колко е часот, Judy? Oh dear, I don't know. Punch, what time is it? Што мислите вие, деца? What time is it? It's playtime. That's right. It's playtime. No school today. Let's have a party. Yay! Hooray! Everyone loves parties. Сите сакаме да се забавуваме и малку да се релаксираме и надвор од училиштето. Затоа сите дечиња се забавуваат, се насмевнати, или затоа што веќе ќе може да одат на summer holiday. Океј. Ајде сега уште еднаш заедно ќе ја повториме без паузи приказната. Hooray! Okay, everyone, I've got a surprise for you. Close your eyes. Ooh, I like surprises. Ready? Open your eyes. This is Punch and this is Judy. Hello, Punch. Hello, Judy. Judy, what time is it? Oh dear, I don't know. Punch, what time is it? It's playtime. No school today. Let's have a party. Yes, hooray! We all love parties. Кога така сега сме расположени малку со приказната, ајде да видиме следната вежба, каде што треба да размислиме. What does Punch say in the story? Што ни велеше куклата во приказната? Let's watch TV или let's have a party? Онаа слика која што мислите дека Punch ја кажуваше во приказната,
Таа слика можете или да ја штиклирате, или пак да ја заокружите. Значи, уште еднаш, дали Punch ни вели let's watch TV или let's have a party? Која сметате дека слика е соодветна на приказната, таа заокружете ја или штиклирајте ја. Океј, да продолжиме и на следната вежба, каде што ги гледаме Lulu, Larry, Sumit and Chuckles. Тие на секоја слика што е означено со бројчиња 1, 2, 3 and 4 извршуваат две нешта, две дејства. Меѓутоа, јас ќе ви кажам за секоја слика по една реченица, која што ќе ја повторам два пати, а вие ќе треба да ја заокружите таа слика според реченицата. Значи, например, ако кажам дека Лулу свири на трубата, ќе ја заокружиме таа слика. Значи, не двете, туку една. За секој бројче по една слика. Ајде да ја слушнеме внимателно првата реченица. За Lulu. What is Lulu doing? She is playing the piano. She is playing the piano. Тоа беше за првата слика. Одиме за Larry. What is Larry doing? He's eating an apple. He is eating an apple. Okay, very good. Let's go on to Sumit. What is Sumit doing? He is drinking milk. He is drinking milk. And the final picture, number 4. What is Chuckles doing? He is playing the drums. He is playing the drums. Ако успеавте да ги запомните, односно заокружите сликичките според кажаните реченици, во ред. Ако ви е потребно уште еднаш да слушнете, можете видеото да го вратите и повторно да ги слушнете истите реченици. Одиме сега со песничка која што е продолжение од самата приказна, каде што дечињата пеат за playtime, односно за времето за игра, за време на летниот одмор. So, the song is called It's Playtime. Името на песничката е It's Playtime. Let's listen and sing. Let's sing. It's playtime, it's time to play. It's time to have a holiday. No more school, it's summertime. It's time to play with Nanny Shine. It's playtime, it's time to play. It's time to have a holiday. No more school, it's summertime. It's time to play with Nanny Shine. It's playtime, it's time to play. It's time to have a holiday. No more school, it's summertime. It's time to play with Nanny Shine. It's playtime, it's time to play. It's time to have a holiday. No more school, it's summertime. It's time to play with Nanny Shine. Let's try to repeat the song. Да се обидеме да ја повториме еднаш песничката како одеше со ритамот, а секако можеме и пак да си се навратиме со музика понатаму. Таа велеше вака. It's playtime, it's time to play. It's time to have a holiday. No more school, it's summertime. It's time to play with Nanny Shine. Малку ќе ми простите гласот, овој пат не ми е најдобар за пење, но ќе пробам уште еднаш. Ајде заедно и песничката постојано го повторува, значи истиот начин на пење, две исти строфи се повторуваат. Значи вели It's playtime, it's time to play. It's time to have a holiday. No more school, it's summertime. It's time to play with Nanny Shine.
Така со музика ќе ни биде и малку поинтересно кога би ја испеале оваа песничка. So no more school, it's summertime. Завршува училиштето и време е малку за летен одмор. Ќе ви предложам неколку вежби за дома, кои што можете лесно да ги изработите. На оваа сликичка тука, значи таа ни се наоѓа на page 60, страница 60, можете со моливче да ја решите вежбата која што е доста едноставна. Значи, имаме две слики кои што на видум се исти, меѓутоа кога ќе ги погледнете ќе видите дека има разлики во нив. Сега со моливче треба да заокружиме колку разлики ќе пронајдеме. Значи, на пример, еве го гледаме овдека Чакл свири на синтесайзерот, на клавирот, на што и да е, на музичкиот инструмент синтесайзер или го учевме ние како piano, а тука свири на drums, што значи ќе заокружиме piano and drums. Меѓутоа, како што ја заокружуваме сликичката, значи тоа е една разлика, еве што јас ќе ви помогнам да ја пронајдете, останатите би можеле самите да ги пронајдете и добро е да кажувате за секоја сликичка што ќе ја пронајдете дека е различна, што всушност прават личностите на сликата или пак животните. Па ќе кажеме Chuckles is playing the piano. Chuckles is playing the drums. Или ќе кажам уште една реченица за Neni Shine, например. Neni Shine is singing. Neni Shine is dancing. Таа тука пее, тука танцува. Значи, од кога ќе ги најдете разликите со заокружување, обидете се да кажете и една едноставна реченица. Сега, ова ни е последен проект од темата Playtime, каде што може да изработиме една летна сцена, односно како изгледа кога сме на плажа, на море и кои работи ги носиме со нас. Значи, тука ни е покажано како треба да почнеме да ја работиме оваа интересна летна сцена. Сега ќе ја најдеме каде, значи ќе вас се на крајот од книгата. Тука го имаме делот, ајде да ги кажеме овдека прво работите. Значи имаме sea, морето, sun, boat, бродче, sand, песокот, star, sea star, морска звезда, неколку работи. И сега, виднаш на следната страница, имаме предмети, еви некое животно, морски животни, кои што можеме да ги распоредиме, односно ги сецкаме по испрекинатите линии, или пак по црните ако сакате, и потоа ги лепиме на целата плажа, каде сметаме дека треба да бидат поставени. Хајде да видиме кои зборови ни се тука. Umbrella, или некојаш го викаме beach umbrella, затоа што е чадор за на плажа. Понатаму shell, или seashell, морска школка. Boat, чамец, некогаш може да биде и мало бродче. Hat, we need a hat, ни треба една шапка. We can see fish in the sea. Fish, например, рибата да речеме, fish, би требало да ја залепиме внатре во морето, не да биде на песокот. Понатаму, bag или beach bag, торба за на плажа, and a beach mat, односно чергиче за на плажа, beach mat. Тоа е еден дел што може да го изработите и исто така, затоа што веќе сме при крај на темата, значи сите сликички што може би ви преостанале, што не се залепени во книгата, освен овие што се на средина, по фалбите, ќе ви кажам тие понатаму, зашто може да ги искористите, сега за сега може да ги оставиме.
Значи, овие сликички, особено еве што со темата playtime, тема 6 или нешто ако ни останало од темата број 5 my food, или пак од претходно нешто ако ни останало незалепено, можеме да го залепиме како на бел лист и да направиме постерче од сликички. На училиште некогаш сме ги лепели исто така сликичките, па од страните секоја сликичка ја украсувавме со некоја рамка да биде поинтересна, може и така да направиме ако имаме желба. Но откако ќе ги залепиме сликичките, добро е да ги кажеме зборчињата, значи кои што ни се за тие сликички на англиски да ги изговориме. Еве ние од темата playtime, ајде малку да ги повториме. Значи имаме drums, friends, sing, или тука може беше dance, sing, значи drums, friends, dance, sing, party, piano, guitar, trumpet, burger или sandwich, summer, holiday, sun. Сите зборови всушност позадини се како некој мал мини речник од она што треба да го имаме запомнето во текот на годината. Значи, најважни зборчиња кои што ни се дадени таму. Ете неколку вежби кои што може да ги изработите за домашно. Thank you, children. Thank you, students, for watching the video. I hope you have a fun time learning English. Until next time, bye-bye.